Музеот за современа уметност МоМА во Њујорк, публика од целиот свет се запознаваше со импозантните архитектонски дела на социјализмот, во изложбата со наслов Кон бетонската утопија. Ова е врвно светско признание на уметноста во делата на Богдан Богдановиќ, Светлана Канарадевиќ, Кензо Танге, но и сите другари и другарки кои учествуваа во изградбата на Социјалистичката Федеративна Република Југославија. The concept of Yugoslavia was a utopian project to come up with a better version of society. Преку архитектурата беше представен и силниот социјалистички идеал на Југославија, што се подпираше на плеките на братството и единството. Во своите 50 години постоење, како федерација на повеќе држави од Балканот, за прв и последен пат во историјата на овие простори, балканците стоеа рамо до рамо со големите светски сили. Имаше секојдневен напредок во економијата, образованието и културата. Пионерите, младинците, студентите и припадниците на сите родови учествуваа во развојот и изградбата на државата. Секој според можностите, секому според потребите. На секоја педа од поранешна Југославија има споменици за големиот дух на народот кои може да се посетат и денес. Ана ја познавам од кога знам за себе. Таа е машина за авантури. Дритан! Ана! Се изгубивме малце. Актери сме и двајцата, али никогаш не сме соработувале. Љубопитни сме, но секогаш за различни работи. Може, станите. Јас задоволен, а тој со мапите во телефон. Истражуваме култури, искачуваме планини, посетуваме споменици, проаѓаме реки и езера, а дзиркаме и во занетчиски дуќани. Одиме на кул местенца за селфиња, рилсови, бараме нови перспективи на старите приказни. Од дома, правец кон сите соседни држави. Чудесни луѓе, природа, култура, музика, традиција. Се е испреплетено како храната и вкусовите кои ги уживаме. Нова патување има место за сите. Возбудливи авантури кои секој треба да ги доживее. Добре дојдовте во нашиот отворен круг. Ова е Радиус. Титове поруке и инспирација за све народе. Ватрени борац за мир и сарадњу. Какав човек, такав народ. Ништо не е сменето во оваа сала. Од 78 година Тито последен пат кога бил во Македонија, седеше тука, пиеше виски. А види го хотелот стварно како изгледа као лично изгледа као реновиран. Тоа е тој социјалистички интериер, значи се одело на натур дрво и чилибарските овие лустери уште дише, уште се чувствува тој мирисот на социјализмот. Точно се гледа квалитетот на материјалите што ги користеле пред 30 години. Па да. За разлика од некои места што пробуваат да ги реновираат низ градов. Види, социјализмот беше феномен. Некои го идентификуваат со други социјалистички земји. Имавме некој свој модел. Еден од атрибутите на тој социјализм беше ова. Пасошот. Идентификација на југословенскиот социјализам беше со овој пасош со кој си може да патуваш секаде низ светот. Значи си господин човек со пасошот. Побише сакам пластично ти објаснам колку сме живееле растеретено, колку сме живееле на некој начин хармонично, без оптетување што и како. Чека Писарев, кај можеме да ги најдеме овие бруталистички споменици? Еве, ова е споменик што го гледаме баш бубањ. У Ниш, бруталистички споменик, тоа се еден маниризам во архитектура и во уметност, и градени се на просторот на цела Југославија. Аха. А Фичово? Фичово е мое. А кој е на сликата? Мајка ми. Гледај колку е весело. Оној момент кога ќе се купел Фичо, он станувал дел од семејството, крај. Еве, цело семејство и Фичо. Како член од фамилија? Член од фамилијата. А Фичово? Го имате уште? Фичо? Ова е значи Фичо, ако до сега не сте го виделе. Сите аута се возат, само Фичо се сака, да знаете. Направено е цврсто, јако, како бетон, како спомениците, како брани на хидроцентрали. Поведајте, господице Ана. Фала. Не ми е трескате вратата да го крушите Фичото. Да ми го чуваш Фичото. Како нема да го чувам? Нема да го возите 140, тоа е само до 120 изгравирано.
Ама не ми пали, Нешто чека не пали, писарев. камо? Ова нешто ми се налюти колава изгледа. Без гајбе. Сега ќе погледам што. Да знаеш по пат. Значи ако не ќе се дојде доле, ќе удриш тука, он ќе се отвори. И што може да е проблемот? Што може, гледај што може да е проблемот. Обично да. се откачува кондензаторчето, ова мало Ти кондензатор. знаеш дека мотор погонски тркала и диференцијали му се наоѓаат све одзади? Што звучи? Да бе, као на Порше. Rear wheel engine. Да? Ова ти е југословенско Порше. Да бе, да. Ајде пробај. А, може? Може, пробај. Пази сега. А? Как пак? Как пак? Добре. Леле, преде, друже писарев. Рачунајте на нас. Биде патот како вода, ајде рачунам на вас. Многу се ни удобно. Дали е брза кола? Не. Дали е удобна? Не. А дали е најубава кола на светот? Исто така не. Но дека има душа голема, тоа никој не може да го одрече. Моторизација на Југославија. Застава 650 и 750. Попозната како? Фито. Фаровите, гледам, валја се окей. Добри си. Гумите? Стабилни. Еј, од која немам видено мапа вако? Југославија. Еве сме ние. Го возеле сите. И милиција, и автошколи. Го возел и Тито, а сигурно го возел и дедо ти. Ретровизор, Еден. air condition. Па има. Имаме и мотор. Млади генерации, сега веќе не толку млади, своите први километри ги имаат поминувано токму во ова возила. А не само километрите, туку и првите бакнежи. Само не знам како, пошто многу е тесно овде. Верен придружник на сите летни одмори од Охрид до Дојран до обалата на Јадранско море. Интересен податок кој говори за тоа колку многу сакале да патуваат југословените е во 1976 година државата од 20 милиони жители имала дури 16 милиони преминување на границите со југословенски пасош. Мене стана не ми е јасно како порано сме патувале со вакви коли. Порано луѓето уживале во моментот бе Дрито, не зјапале у телефон бака како сега. Сме си правеле муабет, сме си играле игри, сме се карале понекогаш. За да не падне и овде капка, ќе го исклучам сега телефонот и ќе уживаме во моментот. Нашата прва дестинација е градот Ниш. На 5,5 километри од центарот на градот, во 1963 година, изникнал првиот споменик што ќе го посетиме во оваа епизода. Меморијалниот центар Бубањ. Мокниот меморијален центар на Бубањ е изграден во чест на 10.000 жртви кои биле стрелани од страна на фашистите во непосредна близина. Ја пак ќе кажам, на ова мене не ми личи као да го правеле луѓе. Ова некои ванземајци од друга галаксија дошле овде и ги оставиле споменици околу Ниш. Туку им текнало. Ова ремек дело на брутализмот, освен джиновските тупаници, содржи композиција од 5 елементи, на која се прикажуваат сцени од машините за убивање, стрелањата, бунтот на народот, капитулацијата на освојувачите и победата. Сепак ја се Дритон сме лаици во толкување на модерната уметност, па за значењето на овој споменик се обративме кај еден локалец и кустос во Народниот музеј во Ниш, Небојша Озимики. Došlo se na ideju da se širom Jugoslavije postave ti veliki spomenici socrealistički od betona koji su bili znak da se sećamo žrtava koje smo prineli u Drugom svetskom ratu. Jedno od takvih mesta je bilo i formiranje ovog spomen parka. Zagrebački vajar Ivan Sabolović je dao jedno arhitektonsko rešenje koje je usvojeno. Tu su 3 pesnice koje simbolizuju dečiju, žensku i mušku pesnicu. To su zapravo simbolično žrtve koje su ovde streljane. Зашто користат бетон, знаете ли може би? Zato što je beton dugotrajniji i jednostavniji, jeftiniji, a opet vreme mu ništa ne može. Дури времето им помага, пошто сега како станува како мода овие бруталистички нели споменици,
Ovo je odraz svog vremena. Arhitektura se menja, estetika, ono što su naši roditelji voleli da vide, definitivno nije ono što mi volimo da vidimo. I to je normalno i prosto svaki spomenik je odraz svog vremena. Кога почнал да станува актуелен овој тип на естетика, кај нас мислам дека и не бил баш така прифатен. Postoji pogrešna ideja da što je veći spomenik, veća je i ličnost koja se prikazuje, odnosno događaj kome je to podignuto. Ne smemo da zaboravimo da smo mi u jednom trenutku pod uticajem Sovjetskog saveza prosto pravili ogromne ovakve spomenike koji su imali svoje istorijsko opravdanje. Функцијата на овој споменик е социјализација на... Da, to je prosto čuvanje kulture sećanja, ali u isto vreme Ivan Sabolović je imao jednu drugu ideju. On nije imao ideju da ovo bude mesto gde će se tugovati i gde će samo biti mesto za polaganje venaca. On je imao ideju da ovo bude mesto gde će biti radost života, gde će se slaviti život i upravo zbog toga su ljudi vrlo često dolazili ovde na izlete i on je to i preporučivao. Ovde su se izvodile velike kompozicije, simfonijski orkestri, rock grupe na kraju kraja. 1. мај, денот на работникот, го прославуваше работничкиот интегритет како главна движечка сила во социјалистичкиот економски апарат. Се одеше на колективен пикник, се јадеше, се пиеше, децата трчаа по топка и се бањаа во река, а некој од средна класа има и фризби. Тука се и најпознатите снекс. Грицки во југословенско производство. Рубин винјак. Океј, тоа не е баш грицка. Домачица, кики бомбони, бронхи, негро бомбони, јадро наполитанки, гулаш во конзерва, супа од подравка и се разбира, најбитното место во конзервираната индустријска храна за секогаш ќе го има местниот доручек или нарезок со вегета. Кој не го пробал, ништо не пропушта. После доручекот тргнавме кон југословенскиот Детројт, Крагуевец. Може да видиш на мапата точно кај сме? Ама внатре не се гледа ништо, чекај. Чек, Отвој. другата страна. Сигурно? Еве, супер. Стварно прво да зумнеш мапата? Добро бе да видам. Овде се роди нашето фиќо. Едно од 923.487 примероци на фиќо кои излегоа од фабриката Застава во Крагуевец. Претходно фабриката произведувала возила за потребите на војската на Југославија, а после фиќото автомобили за целиот свет. Има муабет дека Софија Лорен била една од првите нарачатели на фиќо. Зашто? Не сме сигурни. Но она што е дефинитивно точно е дека овој автомобил целосно ќе го промени квалитетот на животот на југословените. Не дека на Југославија и треба реклама да се представи нејзината некогашна грандиозност, ама да имаш свој Детройт зборува многу за економската моќ која некогаш имало на овие простори. Значи, 1954 година била клучна за црвена застава, кога и се потпишал договорот со италијански Фиат. Во архивите на застава е запишано дека ниту челните луѓе, а ни работниците на почетокот немале поим како се прават коли. Но имале голем сон и уште поголема решителност да научат и да станат компетентни во производство на автомобили. Така се раѓа фиќото, кој се произведува во наредните 30 години. Фиќо, символ на просперитетот. Кола која може да си ја дозволи секој. 55-та година, 18 октомври, од овие погони е излезено првото фиќо. Но, згаснувањето на застава со себе повлече голем дел од сјајот на овој град. Денес ги нема ниту погонските траки на легендарната застава. Ама, има луѓе, живи споменици.
местото каде што се создадени, односно составени над милион фиќовци. Сигурно. Дали би излегле на автопат со фиќо? Ovi automobili se kreću širom Evrope, a kamoli samo ovdje po našoj Srbiji. Се наоѓаат лесно делови од фиќо Pa или... mi nostalgičari, zaljubljenici u fići, svako kupi još jednog fiću i onda imamo tih rezervnih delova koliko hoćeš. И колку години работевте вие во фабриката? На Pa ova Моста? fabrika je počela proizvodnju davne 1955. godine. Ovdje baš gdje mi stojimo, tu su počeli da se sklapaju te fiće. Mi smo iz Italije ili iz Fijata dobijali gotove proizvode i samo su se ovdje sklapali. To je bilo do 1961. godine kada smo mi već, naši inženjeri, naši naučnici, počeli smo da osvajamo i da proizvodimo. Pošto je došlo vreme da se prave veći automobili, fiće je ugašena proizvodnja, počeo se proizvodi Zastava 101, pa Jugići, pa 1300, tu bi bilo je svega. A znam da motor se nalazi iza. Pozadi je zbog težišta, zbog oslonca, zbog pogonskih točkova za zimu je bio mnogo bolji. Ovdje je mogao da se napravi jedan gepe kao što je na ovom autu, vidiš ovdje. I kad se krene na more, tu se stave koferi. Prtljak gore, putne torbe, suncobrani, ležaljke, Još neki drug. ako ne- roštilj, to je išlo. I bio je jedan poštar fića koji se zvao, koji je svuda stizao. On je stizao svuda i na vreme. I ja kažem, pa što pođeš fića da stigne taj na vreme, pa i ovaj fića stiže svuda na vreme i nek ostane ime fića. On je dobio, znači, po jednom poštaru. Eto, to je legenda jedna. Порано, овде имало многу вработени. Колку вработени имало во фабрикава? Ja sam bio 52.039 radnik 79. godine. Znači imalo je A preko fabrika je- 50.000 radnika. Значи, вие работевте во оваа фабрика до 85-та година, така? Ja sam radio od 70. godine ovdje u montaži. Аха. Stupio sam na posao marta meseca 70. godine i radio sam do 2006. godine, otišao u penziju. Bilo je lepo, ja sam počeo da radim 79. godine kao mlad, imao sam tada 18 godina. Стварно? Da, otac me uhvatio za uvo, kaže na posao, nema ništa. U Zasavu se radilo u jednoj smeni 105 pića, silazilo sa trake kompletnih. У една смена. U jednoj smeni bilo je rada, bilo je milina, lepota. Puno se radilo, ali puno si zarađivo. Bilo je veliko drugarstvo, veliko prijateljstvo. Evo, dragi moji Dritane, vidiš, ovo je fića, spomenik fića u Madridu. Еј, Tamo je se proizvodio jedan fića, a ovo je fića koji smo mi predložili da se napravi u Kragujevcu kao spomen obeležje, da postoji kultura sećanja na radnike i na fabrike. A ovo je sa jednih trka, jer je fića bio brend za automobilske trke na ovim balkanskim prostorima. Da li A mislite- ovo sam ja u mom kabrioletu i zato uživam, negujem ga i čuvam ga za moju unuku da ga ona ima. Јас да сум влюбеник во Фичо, како што сте вие, би изградила еден споменик. Pokrenuli smo inicijativu da se napravi neko spomen obeležje. Međutim, kako se ove političke strukture menjaju, tako je to već Ideja. prolazi. Međutim, za 70 godina, to je 2025. godine, Udruženje ljubitelja fića je spremilo jednog fiću koji će da pokloni ovom gradu. Samo tražimo mesto gdje ćemo da ga postavimo. Jer je fića institucija. Fića je napravila ovaj grad. А сега, време е за еден историски предизвик. Матурантите од Травник успеале да пикнат 26 лица во фиќата. Така успеале да ја добијат главната награда Фиќо 750 од Црвена застава Крагуевац. Фиќото го продале, а од парите што ги добиле, си го финансирале матурското патување низ Македонија. Денес и ние ќе се обидеме да го направиме истото. Па добро, не баш истото. Ајде, дечки! Spremni si? Ајде. 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 Броиш ти ли ја ќе броиш? Sedište nema da bude. Ау, 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 ау. Четворица на пола пасма. Ajmo s druge strane neko, ajmo s druge strane. Vidi, od ajmo s ovde, druge od strane ovde. neko. Ulazi ovdje neko u sredinu. Добре? 10, 9, 8. Ајмо. Види, не пазиш ногата. Žurimo ovako, ubaci se kod njega. I može se zavuči što. Да ви отварам прозор малку. Може, може. Ќе влагаш и Дијана, ајде. Јас да влезам. Овде? Чекај. Zavlači se Ana tamo neki. Između to. Ajmo još jedan, zavuci se. A što se ne zavučeš samo glavu? Samo glavu zavuci se.
Čekaj malo još. Браво! Успеавме! За да ја стигнеме историската бројка од 26 лица, дефинитивно ќе ни треба барем уште едно фичо. Но и со нашиот резултат, јас и Ана се осеќаме како победници. Имаме уште една локација за посетување во балканскиот Детројт, меморијалниот парк Крагуевски октомври, посветен на стреланите ученици и професори во Крагуевац за време на Втората светска војна. Споменикот пред нас направен е од огромен блок бел бетон, кој се преобразува во нежна птица со скршени крилја. Авторот му го дал името Прекинат лет. Додека патувавме, се случи она кое сите го очекуваа. Знам што ма, Шо му е? се расипа. Жити се. Неке. Наводно фишото е толку лесно за употреба што доаѓа и со прирачник за поправка. Во прирачникот пише дека ако ти се скине ремен, можеш да искористиш хулакопки. Меѓутоа, бидејќи ние немаме хулакопки, ние си викнавме мајстор. Значи, секој проблем е можност. Можност за нашиот механичар да види парче историја. А јас и Ана Што се жалиш, бе? да се прошетаме пешки, да го видиме Лесковац на минус 35. И јако. Вау. Ви какви се символи овие? Овде има и птица некоја направена. Како бранови некои. И птици. Ја мислам дека овој споменик ја представува Ника, грчката божица на победата. Така јас мислам. Кај ти е телефон? Кај ти е го телефонот? заборив таму. Леле, опикјав да го заборив. Љубредно. Спомен паркот на револуцијата се наоѓа на источната падина на ридот Хисар во Лесковац. Комплексот е изграден 1971 година, а негов автор е архитектот Богдан Богдановиќ. Тој никогаш јавно не ги искоментирал намерите на символите што ги нацртал. Фасциниран си, а? Капитен. Дојдам до те одбих обичам. Ајде. Добар сум овде. Ама види и ова да се пати. Не, супер си, со цел се гледаш. Добро, ама и ова позадина нека биде. Се гледа цел споменик, ти си ми од страна и сега ми треба да стоиш како гордо дека до споменикот. Аха, добро. Како на Ника да си најбољи другар. Ајде, да не си многу близко, а? Бра. Само се ми треба гордо да погледнеш нагоре према небото. Бра, ама биди озбилен. Мајсторот за фиќето уште го нема да се јави, па решивме да утепаме уште малку време во запознавање со Лесковац. А што е најпознато во Лесковац? Што е тоа што има најголема монументална вредност за градот во денешна смисла? Повеќето сигурно веќе погодувате. Во Лесковац се наоѓа она што за светот е Оксфорд, Кембридж и некои други јаки универзитети. Лесковачката угостителска школа, каде што постои одсекот за кебапи, а каде што има таква школа, таму сум јас. По ова интерстеларно патување решивме да седнеме во кафаната Грош. Со Тритон да къснеме нешто. Така е, но не сме сами, тука сме со професор Момчило Цонич, кој е еден од 40 текувари кои готвеле за астронаутите од НАСА. Какви имате вие звања на вашата школа? Дали постои дипломиран кебапар, например? Da, uči se diplomirani menadžer gastronomije, to ovako sad zvučno. A uči se o autohtonim namirnicama i ono što je naša tradicija. Leskovački roštilj, sprža, ajvar i sve ono što vezuje moju zemlju i moj kraj i Leskovac. Имам чуено дека лесковачкиот роштил е најбољи. А зашто вашите се подобри од другите лесковчани? Zato što je čisto meso i koristi se tradicija u pripremanju
roštilj mesa koja traje 3 dana. Trebate da znate da napravite masu, da određen procenat soli, da meso sazri, pa se melje na krupnoj šajbni, pa se stavlja na ledu da meso odmori, pa na sitnoj šajbni, pa 3. dan se mesi i tek je onda masa spremna za ćevap. Do sad niste čuli to. Apče treba da ripne od skaru i uvek se jede vruć. I taj leskovački voz se jede na po 10-15 minuta. Леле. Гледам храна доаѓа често. Зашто се вика овој оброк што го нарачавме воз? Гледам дека Leskovački не е voz еден, je него 5 do 7 vagona. Prvo dobijete ćevap, uštipak, mali ražnjić, kobasicu i sve tako kontinuirano. Nikad se roštilj ne izneše. Sad je tradicija da stave daske. To nije pravi kvalitet roštilja. Pravi kvalitet roštilja je kad dolazi sa kare, vruće, toplo se jede i u pauzama. А за вашата школа, колку време трае? Škola je dugu tradiciju, ima preko 50 godina, a smer gastronomije je od 2015. godine. To je napravljeno sa Makedoncima zajedno, sa kolegama iz Ohrida, sa Fakulteta za turizam i ugostiteljstvo, po modelu švajcarski i nemački, 6 meseci prakse, 6 meseci škole. 130 gastronoma upisujemo svake godine. Вака? Da. Сом домашен, no? И како се полага на тие испити, например, по гастрономија? Како е добро. За кебапи, например. Pa uči se i mikrobiologija hrane, i senzorika, i obrada i prerada mesa, pa tek onda ulaziš u tu recepturu. А има повеќе мажи или жени студенти? Pola-pola. Пола. Pola-pola. Супер. Rodna ravnopravnost. Дритон може би ќе останеше тука во Лесковац да го научи омилениот занает, но за моја среќа во меѓувреме пристигна нашето поправено ауто. И тргнавме назад кон македонскиот дел од некогашната Сојузна федерација. За сега имам две теории. Едната е дека вакви масивни објекти не може да се изградени од луѓе, а втората е дека порано луѓето биле поголеми, посилни, погигантни. А третата дека може работеле здружено со здружени сили. Сега тоа е птене science fiction. Значи, поминавме околу 700 километри со легендарното Фичо. Кога тргнавме на ова автентично бруталистичко сафари низ бившата република, ни Дритон ни јас не знаевме дефиниција за зборовите брутализам, социализам. Не знаеме ни сега. Па добро да не знаеме, ама ќе научиме за тоа што ќе истражуваме уште. Уште ќе истражуваме? Па нели ја завршивме епизодата? Па не ја завршивме епизодата. Мислам, ќе ја завршевме епизодата да не се бавевме со тие твоите вонземјани. И сега треба да одиме фактички од... А може да смениме колата да земе некој југо, например. Доста го запна Фичото. Не, you go, but the car doesn't. Со други зборови, не идеме со југо. Па добро, више поминавме 700 километри со Фичото на Чика Писарев. Не знам више дали има душа у Фичото, ќе не остаи негде. Абе, ти кога ќе возиш, ти ќе кажеш со што ќе возиме. Сега за сега ќе идеме со Фичо. Сакам кола убава. Не ќе имам старо Фичо. Фичо вози Чичо. Фичо вози Чичо. Фичо вози Чичо. Фичо вози Чичо. Сакам кола убава. Драги другари и другарки, Драги другари и другарки, се наоѓаме во срцето на скопскиот брутализам. Ана, види, Јосип Броз Дритон. Супер ова се физичка работа, Ана, ама не сум ја за ова. денес кога станувам пионер, давам чесен пионерски збор, дека ќе ги почитувам сите луѓе на светот што сакаат слобода и мир.